Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај глава 47 од книгата Создавање. Минатиот пат кога ја обработувавме глава 46, видовме дека Јаков, заедно со семејството кое броеше 70 луѓе, се преселија на југ во Египет. Јосиф најде начин како да ја добијат земјата Гесем, која беше плодна и поволна за одгледување стока. Но, со оглед на тоа што во тоа време владееше глад, областа Гесем не вредеше многу, бидејќи нејзините природни ресурси беа пресушени. Верата на Јаков во оваа глава е подлабока во споредба со претходно. Генерално гледано, кога читаме за настаните поврзани со неговиот живот, верата во Бог му е слаба. Во текстот кој е пред нас, Јаков се сели во Египет и неговата вера почнува да расте. Гладот во земјата стана се полош и затоа Јаков зеде со себе се што има и се насели во Египет. А попат, Бог му откри дека не треба да се двоуми во однос на неговата одлука. Гладот не ги зафати само ханаанците и египтјаните. И други народи страдаа од недостиг на храна. Но причината зошто се спомнати само ханаанците и египтјаните е поради нивната поврзаност со главните ликови од Божјата приказна. Јосиф го запознава фараонот со неговото семејство. Ке го прочитаме првиот стих од глава 47. Овој текст ни го опишува моментот кога Јосиф дојде пред фараонот за да му каже дека татко му и браќата се привремено населени во Гесем. И отиде Јосиф, па му јави на фараонот велејки: таткото мој и браќата мои со својот ситен и крупен добиток и со се што имаат, дојдоа од хананската земја, и ете, тие се сега во земјата Гесем. Иако Јосиф побара место за живење за неговото семејство, тој веќе ги смести во Гесем. Очигледно е дека има одредена стратегија за овој негов потек. Намерно го насели семејството таму, за фараонот да не сака да ги преместува на друга локација. Целта му е фараонот да одговори со: нека останат таму каде што се. Нема потреба да се собираат и да одат на друго место. Забележете што пишува во стих 2. И земајќи од браќата своји 5 души, ги представи пред фараонот. Минатиот пат видовме дека египтјаните немаа високо мислење за луѓето кои чуваат овци. Односно, таквите ги сметаа за нечисти. Тоа значи дека генерално гледано, египтјаните како народ не биле склони кон таков вид сточарство. Од друга страна, израелците се занимаваа со овчарство и затоа можеа да го прават тоа што египтјаните не го сакаа. Кога фараонот ги праша браќата на Јосиф со што се занимаваат, нивниот одговор беше: слугите твои се овчари, и ние, и нашиот татко. И уште му рекоа на фараонот: дојдовме да поживееме во оваа земја, зашто нема пасишта за добитокот на слугите твои, бидејќи голем глад завладеа во ханаанската земја. Затоа, дозволи им на слугите твои да се населат во земјата Гесем. А фараонот му рече на Јосиф: таткото твои и браќата твои дојдоа кај тебе. Земјата египетска е под твоја власт. Насели ги на најдоброто место. Таткото твој и браќата твои нека живеат во земјата Гесем. И ако знаеш дека меѓу нив има способни луѓе, постави ги за надгледници и над мојот добиток. Со други зборови, оваа е професија која не беше многу популарна во Египет. На фараонот му требаше некој искусен да се грижи за неговиот добиток, а синовите на Јаков можеа да помогнат во тоа. Не заборавајте дека гладот се уште не е завршен во тој дел од светот. Како што кажав во една од претходните епизоди, наводнувањето на плодната почва во Египет во голема мерка зависело од Нил, а со оглед на тоа што реката била пресушена, во Египет се уште имало недостиг на храна. Дојде моментот кога Јосиф го запозна фараонот со татко му. Обрнете внимание на следниот стих, бидејќи во него Јаков се покажува во многу добро светло. Потоа го доведе Јосиф Јакова, таткото свој, и го представи пред фараонот. Јаков го благослови фараонот. Забележете го тоа, Јаков го благослови фараонот. Конечно дојде момент кога почна да живее според верата. Во тоа време луѓето со повисока положба ги благословувале оние со пониска. Со оглед на тоа што Јаков беше Божи човек, тој можеше да го благослови фараонот. А фараонот го праша Јаков: колку години имаш? Јаков му кажува на фараонот дека има 130 години
но голем дел од нив ги поминал во тага и несреќа. Со други зборови, сака да му каже на фараонот дека има големо животно искуство и дека видел многу нешта. Кога го кажа тоа, предпоставувам мислеше на некои од лошите работи кои ги направи и кои му беа направени. Например, моментот кога го измами брат му Исав, периодот во кој служеше кај војко му Лаван, моментот кога си отиде од кај Лаван и се сретна со Исав и слично. Покрај тоа, му се родија и многу деца, а некои од нив беа доста проблематични. Но Јаков не се пожали за сите тие нешта, туку само му ја кажа својата возраст на фараонот. Му одговори Јаков на фараонот: деновите на мојот живот на земјата се 130 години. Малку се, а беа и несрекни и не ги достигнаа дните на татковците мои, колку што тие живееја. Таа беше неговата возраст кога се насели во Египет. 130 години. Како што ќе видиме подоцна, Јаков умре во Египет на 147 години, што значи дека 17 години од својот живот ги помина таму. Иако беше доста стар и не изгледаше дека има уште многу години живот пред него, сепак Бог го проживеа уште 17 години, откако дозна дека Јосиф е жив. Јаков можеше да се пофали пред фараонот за сите животни искуства кои ги имал. Тој навистина мина низ многу необични животни околности, особено кога избега од домот и кога се врати назад. Но, наместо да се фали, тој вели: имам 130 години и немам многу со што да се пофалам. Животот ми е краток и не е многу среќен. Потоа продолжува и вели: не ги достигнав годините на моите татковци. Со други зборови, сака да каже дека не може да се мери со татко му Исак и дедо му Авраам. Предпоставувам, можете да забележите разлика помеѓу тоа како се однесуваше во младоста и како се однесува сега. Јаков е поинаков човек. Тој е променет човек и наместо да се фали, се обидува да остане понизен. Потоа, Јаков го благослови фараонот и си отиде од него. Јаков имаше можност да се пофали за се што постигна, но не ја искористи. Да беше некој друг на негово место, можеби ќе помислеше: ова е прилика да оставам добар впечаток пред фараонот со мојата животна приказна. Тој е силен владетел, но сакам да знае дека и јас бев важен човек во Ханан. Јаков не го стори тоа. Тој кажува дека неговите денови беа несреќни, а лично сметам дека со тоа исповеда дека е грешен човек. Немаше со што да се фали, освен со Божјата благодат. За жал, денес многу христијани се фалат со нивните достигања и успеси. Не само тоа, туку оние кои ги слушаат и им аплаудираат за тоа што го кажуваат и ги фалат дека се многу посветени и пожртвувани. Ако бидеме искрени, ќе треба да признаеме дека сме обични грешници и нема со што да се пофалиме, освен со тоа дека имаме прекрасен Спасител, кој е полн со милост и трпение кон нас. Тоа е единственото нешто со кое можеме и треба да се пофалиме. Спасителот кој плати за нашите гревови. Не само тоа, туку и немаме право да се пофалиме дека сме подобри од нашите татковци. Речи си, секој тинејџер и тинејџерка минуваат низ одреден период во кој се срамат од своите родители. Една од главните причини за тоа е бидејќи родителите не им се толку кул како нивното друштво или другарите од школа. Еден од моите пријатели, кој е професор на теолошки факултет, ми рече: ќе бидем искрен со тебе. Кога бев на факултет, се срамев од татко ми. Патем, татко му беше проповедник и секој пат кога ќе дојдеше да зборува пред студентите на факултетот, мојот пријател се преправаше дека е болен. Не сакав другите да знаат дека ми е татко. Се срамев од него, рече пријателот. Потоа продолжи па објасни: студирав на факултет 4 години, а потоа влегов во бизнис светот. Тоа беше навистина тешко време за мене. Во тој период, мојот пријател почнал да размислува за татко му и за тоа како е многу добар проповедник, но сепак е малку простодушен. Откако бил во бизнис светот неколку години и се соочил со големи предизвици, еден ден се вратил дома и една од првите мисли му била: татко ми е променет човек. Додека мојот пријател бил на факултет, а потоа и на работа, татко му почнал да осознава некои нешта и да се менува. Поради тоа тој сфатил дека татко му е многу попаметен од колку што мислел. Денес луѓето често се арогантни,
и мислат дека се многу подобри од нивните татковци. Но Јаков не беше таков. Тој понизно призна дека не го достигна нивното ниво. Ке прочитам од стих 11 до стих 13. А Јосиф ги насели и таткото свој и браќата своји и им даде најдобро место во собственост во земјата египетска во областа Рамесес, како што беше заповедал фараонот. И му даваше Јосиф жито на таткото свој и на браќата своји и на целиот татков дом, според бројот на членовите. Но жито немаше по целата земја, зашто гладот стана многу голем. Се истоштија египетската и хананската земја од глад. Причината зошто се спомнати само овие две земји е бидејќи се важни во приказната која ја следиме во овој дел од Библијата. Но сигурен сум дека гладот ги зафати и другите области. Ако останеше во Ханан со своето семејство, Јаков најверојатно ќе умреше од глад. Затоа дојдоа во Египет, земјата во која син му Јосиф навреме складираше жито, за да имаат доволно храна. Гладот најверојатно се проширил низ цела Африка, зашто реката Нил била пресушена и не ги наводнувала плодните почви. Стих 14. И го собра Јосиф сето сребро што се наоѓаше во земјата египетска и во земјата хананска, за житото што го купуваа, и го однесе Јосиф среброто во домот фараонов. Има луѓе кои го критикуваат Јосиф поради тоа што го направи. Ја злоупотреби положбата во која се наоѓаа луѓето и од нив ја купи земјата. Со други зборови, најде начин како да ја купи земјата од луѓето тогаш, кога беа во ранлива состојба. Според мене, таквата критика не е фер. Тој не го направи тоа за лична корист, туку како представник на фараонот. Не приграби земја за себе, ниту пак направи каков било напор да се збогати. Од таа гледна точка не можеме да кажеме дека Јосиф беше корумпиран водач. Додека траеше гладот, тој не се збогати, иако сигурен сум дека имаше прилика за такво нешто. Во минатото имаше период кога се дозна дека атомската бомба е направена од ураниум. И одеднаш, тој елемент стана многу познат и скап. Некои луѓе во САД дознаа дека во нивните дворови и ниви имаат земјиште кое е богато со ураниум и се збогатија поради тоа. Прашањето е, дали тие луѓе ја злоупотребија владата која им го плати ураниумот? Не би рекол. Постои нешто што се нарекува закон за понуда и побарувачка, според кој се регулира цената, достапноста и потребата за одреден производ. Сметам дека токму тоа се случи и во Египет, со недостатокот на жито. Јосиф ја купи земјата за фараонот и верувам дека тоа се случи на начин кој е сличен на денешните регулативи воспоставени од законот за понуда и побарувачка. Правејќи го тоа, Јосиф им даде можност на египтјаните да добијат храна за да преживеат. Сигурен сум дека тоа што го направи Јосиф е во границите на законот за понуда и побарувачка. Слушнете што пишува во следните 3 стихови. И снема сребро во земјата египетска и во земјата хананска. Тогаш сите египтјани почнаа да доаѓаат кај Јосиф и викаа: "Дај ни леп, зошто да умираме пред тебе? Среброто веќе заврши." А Јосиф им велеше: "Дајте го добитокот свој, па ќе ви дадам храна за добитокот, штом среброто сте го потрошиле." И го доведуваа добитокот свој кај Јосиф, а Јосиф им даваше жито за коњите, за ситниот и крупниот добиток и за магарињата. Така ги исхрани таа година со жито, во замена за сиот добиток нивни. Откако му го дадоа добитокот на фараонот, египтјаните имаа храна за одреден период. Кога ја потрошија таа храна, повторно дојдеа кај Јосиф и рекоа: "Нема да криеме од тебе. Немаме веќе пари, а и добитокот ти го дадовме. Немаме ништо што да ти понудиме, освен да ти бидеме робови." На тој начин, Јосиф ја откупи целата египетска земја и таа му припадна на фараонот. А кога помина таа година, почнаа пак да доаѓаат кај него и втората година велејќи: "Нема да криеме од господарот наш дека среброто наше сврши, а и стадата добиток се кај господарот наш, па не ни остана веќе ништо да му донесеме на господарот наш, освен телата наши и нивите наши. За да не пропаднеме пред очите твои, купи не нас и нивите наши за жито, па ние и земјата наша да му станеме робови на фараонот. А ти дај ни семе, да сееме и да останеме живи и да не умреме, та и земјата да не запусти." И така Јосиф ја купи за фараонот сета земја во Египет, бидејќи сите египтјани ја продадоа својата земја на фараонот, зашто гладот ги притисна. И земјата стана фараонова.
Гладот беше навистина голем, зашто се прошири низ целиот Египет, а и во околните земји. Стих 21. А народот го пороби од едниот крај на Египет до другиот. Предпоставувам дека во тој период имало миграција во Египет. Најверојатно луѓето се селеле во близина на градовите во кои било складирано житото. Ке се сетите дека Јосиф не го складираше сето жито на едно место, туку во локалните градови, за да им биде лесно достапно на египтјаните. Затоа луѓето од селските средини почнале да се селат близу урбаните. Само не ги купи имотите на свештениците, бидејќи фараонот имотите им ги подарил, и тие се хранеа од давачки што им ги определил фараонот. Затоа тие не ја продадоа својата земја. Јосиф пак му рече на народот: еве, ве купив денес вас и нивите ваши за фараонот. Па еве ви семе, и посејте ги нивите, но од родот 1/5 ќе му давате на фараонот, а 4 дела нека останат за вас, за сеење на нивите и за прехраната ваша и на оние кои се по домовите ваши, како и за прехрана на вашите деца. На гладот му доаѓа крај. Јосиф знае дека следната година гладот ќе престане и затоа им вели на египтјаните да почнат да ги сеат нивите. А тие рекоа: ти ни го запази животот, нека најдеме милост пред Господарот наш и да му бидеме робови на фараонот. Стих 26. И донесе Јосиф закон, кој е и денес во сила во земјата египетска. 1/5 му припаѓа на фараонот, освен од земјата на свештениците, што не стана фараонова. Јосиф му ветува на Јаков дека ќе го погреба во Ханаан. Стих 27. А Израел се насели во египетската земја, во областа Гесем, и ја владееја, и се изнародија и намножија многу. Гледате, Израел се насели во Египет и поживеа уште 17 години. А кога се наближи времето Израел да умре, го повика својот син Јосиф и му рече: ако сум нашол милост пред тебе, стави ја раката твоја под бедрото мое и направи ми милост и вети ми дека нема да ме погребеш во Египет. Но за да почивам кај татковците мои, ќе ме пренесеш надвор од Египет и ќе ме погребеш во гробот нивни. А тој рече: ќе направам како што велиш. И му рече: заколни ми се. И тој му се заколна. Тогаш Израел му се поклони врз перницата од својата постела. Имаше неколку причини поради кои Јаков побара од Јосиф да го погребе во областа каде беа погребани неговите предци. Прво, тој свати дека ќе продолжи да живее во Египет и дека неговиот живот ќе заврши додека е таму. Му стана јасно дека нема да се врати назад во ветената земја. Не само тоа, туку самото тоа што фараонот му даде убава земја на неговото семејство, покрај другото, подразбираше опасност дека ќе им биде удобно во Египет и нема да сакаат да се вратат назад во земјата која Бог треба да им ја даде. Токму тоа и се случи неколку векови подоцна. Со оглед на тоа што беше стар, Јаков знаеше дека му се ближи крајот и затоа побара од Јосиф погребот да биде на местото на неговите предци. Надежта на старозаветните луѓе е поврзана со земјата. Авраам веруваше дека ќе биде воскреснат од мртвите во земјата која Бог му ја вети и затоа сакаше да биде погребан таму. Истото се однесува на Исак, а и Јаков го имаше тој став. Надежта на старозаветните ликови не беше дека еден ден Господ ќе се врати и ќе ги земе на небото, ниту пак дека ќе влезат во новиот Ерусалим, градот кој ќе биде вечното пребивалиште на црквата. Тоа не беше надежта на ликовите за кои размислуваме. За нив, ветената земја е всушност небото. Кога царството ќе биде целосно воспоставено на оваа земја, нивната надеж ќе се исполни и тие ќе бидат воскреснати за да имаат удел во царството. Прво ќе се воспостави 1000-годишното царство, а потоа царството кое ќе постои вечно. Во стиховите кои ги прочитавме, Јаков вели: не сакам да ме погребете во Египет. Ако немаше надеж или вера во Бог, каква разлика ќе му правеше каде ќе го погребаат? За верните денес не треба да има разлика каде ќе бидат погребани. Кога Христос ќе ги воскресне од мртвите, ќе бидете воскреснати без разлика каде се наоѓате, освен ако не сте уште живи кога тоа ќе се случи. Ако сте живи, тој ќе ве преобрази и ќе ве пресретне на облаци, без разлика дали во тој момент ќе се наоѓате во Скопје, Белград, Лондон, Њујорк или каде и да е. Живите во Христос ќе бидат променети и земени,
а мртвите во Христос ќе бидат воскреснати и земени. Нашата надеж е небесна надеж и затоа не е важно каде ќе бидеме кога Христос ќе се врати. Од друга страна, надежта на израелците во Стариот Завет беше поврзана со земјата која им беше ветена. Фактот што Јаков сака да биде погребан во ветената земја е доказ за неговата вера во воскресението, поврзано со таа конкретна област. Како што можете да забележите, неговата вера почнува да расте. Следниот пат ќе видиме уште еден доказ за растот на неговата вера. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.